Ако државната каса треба да се замисли како брашно од кое министрите треба да замесат леб за сите, тогаш беше неопходно во трката со времето сите тие да ги подвиткаат ракавите и да се фатат за оклагијата, бидејќи од нив се очекуваше да се придржуваат барем до итните реформски приоритети. Поведовме нови содржини, тоа е надпреварот во брзо сукање. Наместо за ракавите, очигледно е дека голем дел само си ги сукаат мустаките кои задоволно ги мрсат, оти остварувањето на принципиелното ветување за транспарентност, есеир кој завршува во мигот кога незината привлечност нема епилог, таков каков што се очекува за секој што државната каса си ја третира како отворена можност за организирање приватни келепур софри. Државен функционер со државни пари своите пријатели да ги части во скопски кафани. Тие треба право во затвор да. Иту таму не може да се лежи оти покрај огромниот глас за правда и законитост на кој инсистира јавноста. Структурите задолжени за нејзино спроведување, не баре заситени од неа, сервираат мени полно со неправилности и узурпации. Па најавената нафора за причест се повеќе добива вкус на блага пченица, ама не за слава, туку за опела. Јас сакам да кажам едно 5-минутно молчење да држиме сите, затоа што со ова се погребува цело Министерство за внатрешни работи. Кога веќе се прави список за заминување во вечните ловишта, сепак треба да се има предвид дека претходниците не биле толку големи предприемачи, па ниту за таму нема доволно обезбедени места, па за удобно сместување. Можем се заминува во објект со ексклузивна содржина. Однапред е потребна резервација. За да биде појасно на граѓаните, на денот на примопредавањето на власта наследивме само 6 останати гробни места. Оние пак на кои за среќа не им е судено да заминат, мака мачат со животот, оти тој може е предвидено да е за сите, ама тоа не важи и за нив. Надежите дека драмата ќе заврши со симнувањето на актерот од политичката сцена се залудни, ако и натаму неговиот наследник, заслепен од светлата, не сака да ги види луѓето од публиката. Имаме и пуштено слики на тоа како се вели тоа Инстаграм, како е, шо е. Одговор назад добиваме кај се наоѓа во улица. Значи сега моментално што гледаме и што гледате вие, ова е 21 улица во 21 век, 21 метро долга. Единствено решение за подобрување на состојбите е аџивизација на државата. Оти тој изгледа бил исклучително експедитивен. И не само тоа, туку оставил доволно мински полиња кои секој сутке може да ги крева во воздух. Но не за да и помага на политиката да се крие од димот, туку за да ги лови сите што сакале да се офајдат во маглата, која вештачки си ја креирале. Јас мислам дека ваквите димни бомби, специјално од јавно обвинителство ги пушта наменски во периоди кога има посериозни политички теми, како што беше денешната посета на Кодзијас. И на крајот, за тоа колку навистина сериозно се сваќаат политичките теми. Покрај ова, студентите бараат и итен прекин на преговорите за името. Ова зевање сигурно не е рефлексија на здодевност или замор од големите национални прашања. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас и поради тоа ние стануваме све по индолентни, све по апатични. Меѓу другото и тоа е. Нема друго. Тоа е.